Благодарам, Тамара. Секогаш ми представува особено задоволство кога имам можност да се обратам на една ваква дебата, на еден ваков форум. Особено денеска забележувам овде во салата колеги, новинари, искусни професионалци, луѓе со сериозен бекграунд позади себе и мислам дека навистина овој форум очигледно го заслужува вниманието и може многу да придонесе во развој на новинарството, а со тоа и на истражувачкото новинарство. Верувам дека заеднички можеме да ги поздравиме овие трендови на раст на истражувачките стории, на аналитичките стории. Меѓутоа, верувајте, и денеска како и секогаш повеќе ќе говорам како поранешен новинар, но секако ќе ги презентирам и политиките на владата. Верувајте, не ме задоволува мене лично овој процент. Да, може би во светски рамки 5-6% е задоволително, меѓутоа мислам дека на Македонија и треба многу повеќе. И за таа работа своја улога и одговорност имаат владата и институциите, меѓутоа исто така своја улога и одговорност има новинарската професија, медиумските работници, медиумската индустрија. Бидејќи ако сакаме нешто да подобриме, можеме единствено да го подобриме ако заеднички соработуваме и ако си помагаме, но прито и укажуваме на сите оние слабости кои што ги има на едната или на другата страна. Беше спомната некаде медиумската писменост. Мене ми е многу драго и ви честитам на сите овие обуки и истражувања што сте ги направиле. Меѓутоа мислам дека тоа е клучното поле каде што треба вкупниот капацитет на општеството да биде сублимиран и до максимум активен за да ја подигнеме оваа медиумска писменост и медиумска култура кај граѓаните. Инаку на една претходна дебата беше истакнат податокот шокантен дека Македонија е на последното место во Европа, малку и пошироко од аспект на препознавање на граѓаните на лажните вести, на дезинформации и брзото ширење на тие информации кај нив. Значи дефектот е присутен. Покрај сето ова што како позитива го имаме, мислам дека сериозно треба тука да се поработи. И јас и тогаш спомнав и сега ќе повторам дека владата сериозно навлегува во овој концепт. Неколку министерства и ресори се веќе фокусирани на изработка на стратегија за медиумска писменост во соработка со меѓународните институции, Европската комисија и ќе направиме се што е во наша можност да помогнеме во развојот на оваа медиумска писменост. Веројатно тоа ќе значи и во развојно и унапредување на сето она што значи образование, што беше пред малку спомнато од младиот колега. Мислам дека еден од предусловите за истражувачко или за ослободено новинарство владата го постигнува, но ваше е да кажете оценка и затоа денеска дебатираме тука, а тоа е преку концептот и еден од врвните приоритети на отворена влада. Оваа влада е отворена и транспарентна, правиме се што можеме до максимум да ги презентираме и да ги пласираме информациите во јавноста. Истражувањето што го направи Метаморфозис за минатата година покажа дека владата е на прво место по транспарентност во регионот. Од последно на прво за една година, меѓутоа тоа е владата и институциите што се во рамки на онаа бела зграда. За зградата имаме сигурно многу различни мислења дали треба да остане таква или не, јас сум убеден дека не треба. Меѓутоа говориме за кабинетот на премиерот и за министрите и министерствата што се во рамките на тој објект. Другите министерства се се уште на трето место. Поминато годишното истражување, а локалната самоуправа е на пето место. Значи, зборуваме за некаква транспарентност која што се зголемува и дава резултати, меѓутоа има уште многу да се сработи, бидејќи е нелогично да има таков диспаритет на раст. Да речеме, од една страна на оние што форсираат транспарентност и на оние што имаат очигледно отпори. И при тоа не мора стално да значи дека политичките структури и раководителите имаат отпор. Многу често се случува администрацијата да не е подготвена, да ги пласира информациите што од неа се бара да бидат пласирани. Имаме состојби каде што едноставно навиките, заробената држава, дефектите ги има сериозно оставено кај овие луѓе кои што се плашат да комуницираат. И тоа е менување на политичка култура. Огромна обврска и наша и ваша да ни укажувате секаде каде што има проблеми за да можеме брзо да реагираме, бидејќи детектирањето многу попрецизно доаѓа кога е од ваша страна. Она што беше тема на почетокот отстапување на позиција на оваа влада беше прашањето, поточно нашата одлука, дали е потребен
сектор за комуникации со јавноста, кој што ќе комуницира со јавноста, па имаше критички текстови за бројот на луѓе ангажирани, за тоа дали има или нема потреба, дали ќе биде пак пропаганда или не. Последна и пол година, мислам дека горе-долу ни станува јасно дека без професионален сектор за односи со јавноста, сервис на граѓаните и на медиумите, не можеме да говориме за транспарентна влада. При тоа, никогаш не смее да се случи тој сервис или владата да навлезе во сферата на пропагирање она што повеќе од една деценија ни се случуваше. Оваа влада тоа не го прави и нема никогаш да го прави. Својата определба е презентирана, ја презентираше и преку Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, каде што е децидно наведено дека ниту владата, ниту институциите, но никој друг кој што е буџетски финансиран, локална самоуправа и така натаму, нема право да врши пропаганда или да закупува медиумски простор. Сега ова, од друга страна, малку се враќа и како бумеранг, па имаме реакција од медиумите на локално и регионално ниво, од многу медиуми дури и на централно ниво, кои што велат дека тешко е да се издржи во вакви пазарни услови. Јас тоа го разбирам и затоа отворени сме за да најдеме форми како да се поддржат медиумите. Прво, македонската радиотелевизија ќе нема веќе право на маркетинг и на реклами. 5 национални телевизии имаат проблем со медиумскиот колач, бидејќи дел од нив беа фино навикнати на режимски пари и тие едноставно сега треба да се тркаат на пазарот. Беше спомнато и дека доста клиентелистички се обидуваат да се однесуваат некои од нив, но тоа е наша обврска да не дозволиме такво нешто да се случи. Локалните и регионални медиуми се многу, но имаат и голем проблем. И од тие причини, јас отворено при промоција на поддршката за печатени медиуми кажав дека сме подготвени да разговараме за фонд за поддршка на медиумите. За сите медиуми. Меѓутоа, предлогот мора да дојде од новинарите, од новинарските здруженија, од медиумските работници, од професијата. Така беше и со поддршката за печатени медиуми. Првата иницијатива беше од Сдруженијето на новинари на Македонија, потоа се формираше Сдружение на печатени медиуми, дојдоа со конкретни критериуми, имаше неколку јавни дебати, се вклучи ОПСЕ, се вклучија меѓународни представници и дојдовме до едно решение со кристално чисти критериуми за тоа колку средства и на кој начин средствата се даваат на печатените медиуми како поддршка за печатење и дистрибуција на нивните трошоци. Во понеделник ќе биде одржана пресконференција на која што јавно ќе ги презентираме сите средства што се дадени, по кои критериуми и кои медиуми не успеале да добијат, поточно не ги исполниле критериумите. По овој принцип, очекувам дека можеме да најдеме решение и за фонд за медиуми. Има примери во Европа, има примери и тоа конкретни и прецизни како тоа може да функционира. Јас во разговор со присутните, некои од вас овдека, со сопственици на медиуми, со представници на здруженијата, постојано велам што побрзо го добиеме предлогот од ваша страна, толку побрзо ќе влеземе во суштинска расправа и верувам дека ќе најдеме решение на ист начин, преку јасни и прецизни критериуми за тоа како да се поддржат и другите медиуми, бидејќи пазарот во Македонија е мал и проблематичен. Долгата година, навики да не се трча по вистинските реклами, оставила амортизираност кај медиумите, едноставно не се подготвени и потребна е помош, меѓутоа таа помош не смее никогаш да биде доведена под прашање или некој да се сомнева дека тоа е пропагирање на мала врата. И тоа мораме, ако се договориме, заеднички да го сработиме. Ако не успееме, тогаш не сме успеале, меѓутоа волјата е присутна. Уште едно прашање што мислам дека е многу значајно и околу тоа треба што е можно побрзо да отвориме повторна дискусија, а тоа е како да се однесуваме кон просторот, кон социјалните медиуми и социјалните мрежи. Од тамо доаѓа најголемиот извор на лажни вести, меѓутоа тоа е просторот, да не заборавиме, кој што во времето на режимот беше единствен слободен и ни овозможи да ги артикулираме нашите ставови и да се избориме никогаш повеќе не се повтори таква состојба како во времето на груевизмот. Но, од друга страна, голем број новинари, мои колеги, работат токму во тој простор. И сега доаѓаат различни барања. Од една страна, бардови на новинарството бараат владата да направи некаква регулација. Од друга страна, асоциациите на новинарите велат никако не смее тоа да се случи. Треба да остане целосно слободен. Концептот на Европската комисија е дека треба многу внимателно што и да се прави,
да се прави на ова поле. Говориме за можда некаква нотификација единствена и мислам дека Советот за етика веќе прави некој свој начин на позитивно презентирање на она што значи професионален портал, меѓутоа во секој случај мораме да се договориме. Дали ќе правиме интервенција во Законот за медиуми, не во Законот за АВМ, ова е во Законот за медиуми, или нема да правиме. Дали ќе одиме на нотификација и ќе застанеме тука и владата ќе го испочитува целосно она што здруженијата новинарски ќе ни го презентираат како податоци и барања до нас, или е потребен чекор плюс. Меѓутоа, велам, имавме една јавна дебата на која што за жал не беа присутни голем дел од оние што беа засегнати и заинтересирани. На таа дебата здруженијата тогаш беа апсолутно против било какво чепкање и мешање во оваа сфера, дотука стои и владата. Нема да покренеме ништо спротивно на заедничката волја или на заедничкиот компромис и разговор за тоа кон што и како се движиме. Меѓутоа, Европската комисија укажува дека е потребна нотификација. Во соседна Србија, да речеме, порталите се на некој начин ги регулира и Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Оние што сакаат да бидат тамо презентирани и да бидат во нивниот список рангирани, што значи дека постојат разни форми, но факт е дека нешто треба да се направи затоа што вака се остава голем простор на лагите и невистините. Особено голем проблем е судската власт која што различно ги толкува и ги третира, да речеме, тужбите за клевет и навреда апропо овие медиуми. Некои ги прифаќаат, некои ги одбиваат и тоа е еден комплетен хаос кој што создава непријатен амбиент. Од аспект на она што владата го прави, покрај оваа отвореност што ја кажав, сведоци сте дека бројот на пресконференции, брифинзи, отвореност кон новинарите максимално голем, дури некои велат и се претерува. Јас никогаш нема да кажам дека се претерува со пласирање на информации во јавноста. Зошто? Информациите треба да бидат пласирани, па секој нека одбере што смета дека е потребно да го пренесува или не, и на тој начин да се ја креира својата уредувачка политика. Има редовен владин прес после секоја владина седница, има пренос во живо од таа пресконференција и нема лимитирање и ограничување на прашања. Има проблем и во владата. Јас никогаш нема да кажам дека е нешто идеално. Има отпори и кај дел од колегите кои што велат, ама не смееме да сме претранспарентни. Па кажете ми што е претранспарентно од држава како Република Македонија, која што сега, од која ќе го направиме пописот, може ќе се покаже дека живеат околу 1.500.000-1.600.000 жители. Па овде не можете ништо да скриете. И не треба да се крие. И не треба да се има намера да се крие. И затоа работите треба да се кажат и да се презентираат во јавноста. Со Сдруженијето на новинари пред Младен да биде претседател разговаравме до такви суптилитети дали владата треба да пласира своји фотографии на соопштенијата без да ги означи доле, како влада на рама или да стави жик. Сега се уште одиме во насока на тоа фотографиите што ги презентира владата да бидат такви какви што се слободни за користење без жигот. Меѓутоа, барањето беше нивно дека тоа на некој начин значи диктирање на уредувачката политика во порталите. Јас не би се согласил, сите се поканети на пресконференциите, сите се поканети на јавните настани. А тоа што некој не може да дојде и да биде присутен, тоа не значи дека владата треба да биде ограничена да не ги пласира фотографиите или своите видеоматеријали. Но да, ако и тоа пречи, ајде да видиме како нема да и наштети на информацијата пласирана во јавност и да се договориме каков начин на пласирање на овие фотографии да најдеме. Меѓутоа, жигот мислам дека пред време може да направи штета. Голем дел од медиумите заради тој жиг да не сакаат да ги пласираат информациите или фотографиите и при тоа да ја оштетиме основната информација. Во овој изминат меѓупериод сведоци сте ги укинавме сите оние надоместоци за сите документи што треба да се добијат од владата. Тие се добиваат бесплатно во електронска форма, дигитален носач или на мејл. Услугите на централниот регистар и на катастарот се бесплатни. Имаше некои проблеми и се уште има, меѓутоа работиме интензивно со нив затоа што, пак велам, институциите тешко разбираат што тоа значи и постојано имаме прашања дали ова треба да се даде или она треба да се даде, па правиме некој внатрешен правилник за да име јасно. Јасно имаме, не сакаат да дадат некојаш информации. Интензивно функционираме во насока никогаш повеќе да нема класифицирани информации. И сега
еден податок, ги декласифициравме сите оние информации што претходната влада ги имала класифицирано, особено за оние предпријатија кои што беа странски инвестиции, помошта, субвенциите и така натаму. Ја овде го поставувам прашањето. Ја не гледам дека истражувачкото новинарство го користи оваа алатка. Или многу малку ја користи. Знаете ли за колкави суми на пари станува збор? Тоа се огромни. Над стотици милиони евра се во прашање. И не се анализираат. Ако говориме за истражувачко новинарство, јас се согласувам целосно со ова истражување дека од една страна имаме раст, од друга страна не сум сигурен колку е квалитетот на растот запазен. Бидејќи некогаш се прави историја многу темелна за, не знам, еве Тамара имаше пример за еден пријател на премиерот кој што добил некаков центар за обука и за тоа што бифињата во владата ги има добиено под закуп, и тоа треба да се прави, меѓутоа за овие огромни суми на пари, за колекторскиот систем во Охрид, не гледам истражувачки истории. И сум искрено изненаден. Дополнително, на сајтот на Бирото за јавни набавки се објавуваат сите договори во тендерски процедури, склучените договори. Не само тендерската постапка, него склучениот договор. Јас не гледам сериозна анализа со ретки исклучоци токму на овие работи, на тендерите, една од клучните алатки кои што се користеа за корупција и криминал. И топло апелирам и укажувам дека сето она што се објавува има од обврска институциите 21 клучен документ да го ажурираат постојано и да го објавуваат. Користете ги. Користете ги. Знаете ли колку податоци има во тие 21 документ? И сега пред Нова година со Манчевски, заедно со мојот колега, го промовиравме е-порталот на владата, каде што сите институции, се што постои под владина капа, мораат сите можни податоци да ги дадат. Ве молам, следете го, укажете дали се храни како што треба и дали ги дава резултатите. Неопходен ни е тој фидбек да знаеме дали во добра насока и во квалитетна насока се движиме. Алатката за транспарентност ја знаете, таа функционира сега, следи третиот извештаен период од 1 јуни 2018 до 31 ноември 2018 до 1 декември. До крајот на овој месец треба сите институции, не само премиерот, министрите, туку и се што е под јавно предпријатие и поточно предпријатие под владата и оние на кои што им укажавме, треба да ги достават извештаите за трошењата. Вториот извештаен период покажа дека сите ги доставиле. Ја бев изненаден кога и оние што прв пат требаше да ги достават, ги доставиле. Некаде се несреќно објавени, ги нема на насловните страни, донесовме заклучок на влада дека мора на првата на веб страната, која ќе отворите, да стои горе алатката за трошење. Таа многу значи. Можеби е небитна за некого, меѓутоа ако навлезете во суптилитети, ќе видите колку таа значи и какви се разликите. И тоа е страшен притисок и потребен притисок врз сите носители на јавни функции да имаат одговорност како ги трошат парите на граѓаните и за кои цели и какви политики креираат трошејќи ги парите на граѓаните. Она што за крај би сакал да го истакнам, секогаш ќе бидеме докрај и максимално посветени на поддршка на саморегулаторните механизми. Јас и владата сме убедени дека се што треба да се регулира, клучните реформи во новинарството и новинарската професија, клучните решенија што владата и властите треба да ги реализираат во таа насока треба да произлезат од новинарите, од ЕСНАФ-от, а особено е важна саморегулацијата. Јас ќе бидам најсреќен кога бројот на тужби за клевета и навреда ќе се сведе на минимум, затоа што саморегулацијата ќе овозможи некои работи да се искристализираат. Во финале сме на измени на Законот за пристап до информација од јавен карактер. Работеше широка работна група, голем број членови во работната група беа токму некои од вас од невладиниот сектор. Најголемиот број од забелешките се прифатени, ќе се намали бројот на рестриктивни членови за недавање податоци, роковите веројатно ќе се скратат, меѓутоа колку сте поотворен и потранспарентен, верувам дека помалку ќе има потреба да се добиваат информации по овој закон, меѓутоа тој закон мора да постои, тој не е само за новинарите, тој е и за граѓаните. И за крај, топло го поздравувам овој панел, оваа дебата, верувам дека има уште многу да се сработи во насока на слободното новинарство, како основа за истражувачкото и аналитичко новинарство. Тука сме да одговориме на секоја критика и да се искоригираме.
ако треба нешто повеќе или многу повеќе да се направи во насока на транспарентноста. И исто така, искрено верувам во вмрежување на истражувачкото новинарство. Не може да биде само во Македонија сегментот, а да не функционира регионално. Бирни сите други истражувачки организации покажуваат дека регионалното здружување многу повеќе помага, многу поголем квалитет дава и многу поголема сигурност за оние што го прават истражувањето. И последна работа, мораме да направиме се заеднички да се зголемат платите на новинарите и на медиумските работници. И тука многу сериозно апелирам до Сдруженијата на новинари да седнат да разговараат со Сдруженијата на медиуми. Затоа што не може од една страна, или ние велиме не смее да има владино рекламирање, и нема. И сега собствениците на медиуми викате, па пошто нема владино рекламирање, нема зголемување на плати. Значи, да не си пукаме во нога, мораме заеднички да го сработиме ова, затоа што без добро платени новинари не постои добро и квалитетно и професионално новинарство. Благодарам.